Civil Media. Денес со сигурност кажуваме дека нашата татковина е на вистинскиот пат кон прогресот и кон непречен развој. Успеа од споредниот балкански колосек, на кој чекавме со децении, се вративме на главниот автопат кон Европа. Можеме сите да бидеме горди што го живееме новото време. Ера на изградба на демократско општество, на равноправни граѓани кои стремат да ги освојат европските вредности. Во периодот што следува ќе бидеме директни учесници во историски најзначајниот период од осамостојувањето на државата, во кој сами ќе одлучуваме за нашата иднина, но и за брзината со која ќе ја стасаме таа цел. Шtovани граѓани, иднината повеќе не ни е судбина. Ние ја презедовме судбината во своји раце и одредивме иднината. Со тоа ја прифаќаме и одговорноста да ја оствариме историската цел. Овие денови ја почнуваме следната комплексна етапа во изградбата на нашата држава според европски стандарди. Никој веќе нема да ја не блокира од надвор. Со одлуките на нашиот парламент и на парламентот на Република Грција и со поканата од членките на НАТО Алијанса, ние веќе учествуваме во работењето на најмокниот сојуз на светот. И можеме да бидеме спокојни и целосно сигурни дека со завршувањето на ратификации во сите парламенти на нашите сојузници, нашата земја, која наскоро ќе го носи географски прецизното име Северна Македонија и официјално станува 30-та полноправна членка на НАТО со право на глас. Со тој чин стануваме безбедна земја, стануваме своји на своето. По тој повод, денес овде го креаме знамето на НАТО, кое заедно со европското и со нашето ја одредува нашата и иднината на нашите поколенија. Тоа не е само символика, тоа е реалност. Тоа е нова страница во нашата историја. За овој голем успех честитам вам, на сите граѓани, од секој крај на нашата република. Вашата заслуга е најголема затоа што храбро исчекоривте и ја побаравте иднината што нашиот народ ја заслужува. Огромното мнозинство граѓани беше непоколебливо за членство во НАТО Алијанса. Вие, почитувани граѓани, од првиот ден на независност ја препознавте улогата на НАТО како најголем гарант за надминување на опасноста за дестабилизација и распад на државата. Таа опасност е веќе мината, благодарение на вашата силна поддршка, почитувани граѓани. Ние веќе сме на заедничка маса со нашите 29 сојузници во НАТО. Дозволете ми во оваа прилика да одредам почит и посебна благодарност за големиот придонес што го дадоа загинатите војници и миротворци
во мировните мисии на НАТО во кои учествуваше нашата земја. Изразувам голема благодарност на председателот на државата Борис Трајковски, кој заедно со своите соработници ги загубија животи по авионската несреќа токму за време на нивната служба и мисија, да ја направат нашата земја да биде учитувана, интегрирана и безбедна. Председателот Трајковски и неговите соработници не смееме да ги заборавиме. Завршија една од најзначајните работи во тешки и конфликтни времиња, кога со својата работа и храброст решително ја приближуваа Република Македонија кон НАТО, Алијансата и ги отворија ширум вратите на соработка. Во друга мировна мисија, по хеликоптерска несреќа, во близината на Скопје загина 11 војници на армијата. Исто така миротворци кои се враќаат од мисијата Алтеа. И нивните животи се во темелите на овие историски моменти. Удолжиме голема благодарност и на првиот председател и врховен командант на армијата Киро Григоров, кој уште пред независноста на нашата земја, со својата цврста заложба за мир, се определи за евроатлантските интеграции како најзначајна опција за едината на земјата и за нејзините граѓани. Договорот за мирно заминување на тогашната југословенска армија и тактичноста на председателот Григоров е голема инспирација и македонски пример за разрешување конфликтни ситуации и одбегнување опасност од војна. Голем беше влогот и на председателот Црвенковски, за што одавам признание. Изразувам голема благодарност и почит кон Обединетите нации и медијаторот Метју Нимиц, кој со својата висока професионалност и со голема упорност го водеше преговорачкиот процес и кога немаше никакви изгледи за прифатливо решение. Почитувани граѓани, ценети гости, должиме голема благодарност до највисокиот законодавен дом, до Собранието на Републиката и до пратениците, посебно од овој состав, но и до сите пратеници од сите состави, кои ги донесоа сите потребни одлуки и кои овозможија да се приближиме до НАТО и до Европската Унија. Голема благодарност искажувам до владите и до сите институции на системот и на голем број јавни личности, експерти, граѓански организации, бизниси, медиуми и новинари кои во изминатите децении предано работеа за остварување на оваа најзначајна стратегиска определба на нашата земја, која наскоро ќе се вика Северна Македонија. Голема благодарност до нашата армија, војниците и старешините кои веќе 25 години се успешни учесници и со високи оценки во мисиите на НАТО. Во оваа прилика уште еднаш сакам да искажам и посебна благодарност и честитки и до пратениците од грчкиот парламент, кои не подлегнаа на притисоците и ја донесоа храбрата историска одлука како пратениците од нашиот македонски парламент, со која меѓу двата соседи се воспоставува доверба, трајно пријателство и плодна соработка. Голема и суштинска работа завршија и министрите за надворешни работи на двете земји, Никос Коцијас и Никола Димитров, и нивните соработници, кои со многу такт и предаденост дадоа огромен придонес за заедничко прифатливо решение, без што не беше можно да се дојде до ваков резултат. Договорот од Преспа да биде прифатен во двата парламенти, за што им должиме јавно признание и благодарност. Посебно му се заблагодарувам на премиерот на Република Грција, мојот пријател Алексис Ципрас, на визионерството и храброста цврсто да се определиме, да најдеме решение за еден за многумина нерешни проблем. Решение кое ќе биде пример и поттик за компромисни договори меѓу соседите на Балкан. Тоа ќе ги избрише лошите мемоари за Балканот кои уште постојат во свеста на многу европејци. Ова е голем историски чин за афирмација на овој дел на Балканот кој беше маргинализиран како длабока европска провинција. Голема благодарност упатувам до Европската Унија, до Соединетите Американски држави и до меѓународната заедница
кој целиот овој изминат период дава силна поддршка на преговарачкиот процес со цел да се дојде до взаемно прифатливо решение. Сигурен сум дека и во натамошните активности за внатрешна и надворешна интеграција на нашата земја, нашите сојузници ќе останат посветени на поддршката која ни ја пружа. Почитувани граѓани, вие знаете дека нашите аспирации за членство во НАТО не беа скриени и тајни. Напротив, беа општо познати и многу јасно искажани од првиот ден на нашата независност, а многу брзо и со директно учество во мировните акции на НАТО и со комплетна реформа, модернизација и обука на армијата според стандарди усогласени со НАТО алијансата. Ние, со својата миролюбива политика, ќе докажеме дека членството во НАТО е најдоброто решение за стабилноста на земјата и за стабилноста на целиот регион. Во текст и уште повеќе ќе се интензивираат системски промени во однос на тоа како функционираме и како институции и како општество. Нашиот правен систем мора да дели правда еднакво за секој, без оглед на етничко потекло, финансиски статус или политичка припадност. Нула толеранција за корупцијата. Во институциите нема место за оние кои со своето работење ја изневеруваат довербата за лични интереси и привилегии. Корумпираните ќе се соочат со одговорност. Мојот предлог за помирување беше и се уште е во таа насока. Да ја вратиме довербата со тоа што ќе ставиме мораториум на кавгите кои ги попречуваат или оддалечуваат нашите најголеми државни интереси и стратегиски цели, за кои сите тврдиме дека се неспорни. Можеме и треба да се надпреваруваме и критикуваме за нашите идеи кои треба да водат кон истата цел. Но не смееме да дозволиме битките за власт да ги попречуваат и одлагаат нашите цели. Во наредната деценија ќе се соочуваме со многу предизвици, при што ќе мораме да покажеме мудрост и такт, знаење и упорност. Со почетокот на преговорите, со отварањето и затварањето на бриселските поглави, со тешки домашни задачи, ќе има работа и за владата, и за пратениците, и за председателот на државата, за многу наши експерти кои ќе преговараат со Европската Унија, но и за секој граѓанин поединечно. Тука не очекувам попустливост од Европа и не негувам надежи дека за некои работи Брисел ќе ни гледа низ прсти. Напротив, мислам дека ќе се соочиме со силен мониторинг, некогаш и со барање влакно во јајцето, но знам дека со нашата подготвеност и решителност ќе успееме да ги завршиме сите обврски и задачи кои сме ги презеле не поради Брисел, туку поради нас самите. Исполнувањето на задачите од европските поглави, кои ја имаат тежината на директиви, мора успешно да се завршат, од што најголема корист ги имаат граѓаните на Република Северна Македонија. Почитувани граѓани, со нашата работа, со нашата соработка со соседите од регионот и со нашата соработка со Европската Унија, ја менуваме сликата кај западноевропските граѓани која веќе со деценија имаат за нашата земја и за Балкан. Таа представа за нас. Балканот, освестна на обичниот европеец, беше нешто многу далечко. Како некоја одрадена дупка без вредност и недоволно достојна да биде гледана. Сите ние знаеме дека реалноста не е така. Нашите културни вредности и посебности не може да стаса до пошироката европска јавност ако тоа не се одработи како што треба. Ние имаме што да и дадеме на Европа и веќе сме дале значаен придонес кон европската мултикултура, кон европската соработка, наука, уметност, спорт и така натаму. Но од сега натаму тоа мораме да го правиме многу поосмислено и поорганизирано, сдружено,
да не ги оставаме нашите вредници, признати научници и уметници, деловни луѓе, сами без подршка на државата да го одат тој тежок и мачен пат кон успехот на меѓународен план. Мораме да ослободиме Европа од стравот од Балкан, да докажеме дека тој страв е безпричински. Треба да ја подсетиме Европа на нашето прво сојузништво уште пред 78 години, кога заедно ја почнавме антифашистичката војна. Таа победа над фашизмот ја донесе првата македонска држава, Федерална Република Македонија, во 1944 година со одлука на АСМ. Без таа голема победа, за која нашиот народ даде илјадници жртви, денеска не ќе беше можно да имаме независна држава. Не ќе беше можна ни федерална, ни народна, ни социјалистичка, ни Северна Македонија. Почитувани присутни, поздравувањата и всушности завршниот дел на церемонијата. Ви благодариме на сите на присуството, сите гости и упатуваме на памет вест на Валентин. Civil Media